Катерина Стојкова и Весна Костова-Спасевска, кои што се подготвени. Институциите соработуваат меѓу себе кога станува збор за почитување на детските права. За соработка на Народниот правобранител со општините во насока на унапредување на правата на детето ќе ни зборува господјата Баска Байрамовска-Мустафа, заменик народен правобранител. Гледам дека и по 3 години од истекување на мојот мандат се уште ме наименуваат како заменик народен правобранител. Значи ми истече мандатот, во моментот сум државен советник во институцијата народен правобранител, но и понатаму продолжив да работам во одделот за заштита на права на деца и лица со поврежденост, каде што впрочем работам од 2006 година. Ми представува задоволство и чест денеска што сум овде помеѓу сите вас, практичари, теоретичари, меѓутоа и експерти за заштита на правата на детето. Организаторот знае дека бев на пат и прифатив да дојдам на овој настан и нема да пропуштам никогаш настан неѓаши, од причина што во нив го гледам реткиот партнер и посветен работник во однос на промените на детските права, промените кои што значат унапредување на подобри препознавање на децата како носители на права и обврски, а не како пасивни субјекти во чие што име треба да зборуваат возрастните. Така да ми представува на вистина задоволство денеска да слушнам толку многу активности на локално ниво, бидејќи праксата на институцијата народен правобранител всушност зборува поинаку, а тоа е дека локалните самоуправи некако ги тргнавме на страна и секогаш кога зборуваме за правата на децата, напредувањето на правата на децата, учеството, вклучувањето на децата во донесувањето на одлуки, на преден план ја имаме централната власт. И токму затоа и институцијата народен правобранител преку одделот за заштита на правата на деца и лица со поврежденост, кој што веќе 26 години посветено работи на промени во областа на детските права, континуирано на средбите и на централно и на локално ниво укажува да се има во предвид едно, а тоа е дека децата се носители на права и обврски, децата се активни субјекти и децата треба да се прашуваат за се што се креира во рамките на локалната заедница и во рамките на централната власт. 31 година помина од ратификацијата на Конвенцијата за правата на детето, беше споменета на почетокот од неколкуте излагачи кои што се обратија и не случајно, затоа што Конвенцијата за правата на детето е всушност сублимираниот документ, кој што на едно место ги нотира, укажува на граѓанските, политичките, економските, социјалните, културните права на детето и меѓу другото укажува на нешто многу битно, што ако го примениме во пракса, ќе ги промениме работите. А тоа е да го ставиме детето во центарот на вниманието и да ги почитуваме стандардите, основните принципи. Јас ќе потсетам кои се тие, тоа се најдобриот интерес на детето, учеството на детето во донесувањето одлуки, односно сослушување на детето и почитување на неговото мислење. Се што се работи, да се работи без дискриминација на подеднаква основа и она што е основно, да се создадат услови за правото на живот, односно принципот на живот, обстанок и развој. Бидејќи, ако ги немате овие услови во пракса, ќе немате генерација со која што можете квалитетно да работите. Ќе немате генерација која што можете да очекувате промени кои што ќе значат подобро од моменталната состојба. И не случајно насловот на кој што треба да зборувам накратко е соработка. Да, соработка е многу битна, бидејќи како индивидуа, како правен субјект, како локална самоуправа, како институција, нема да постигнете никакви резултати, доколку на проблемот му пристапите од аспект на тоа што сама е моја надлежност. Тоа што е само моја надлежност ќе биде во моментот да почне, но таму каде што ќе прекинам, а е надлежност на МВР, ќе продолжи МВР. Таму каде што не може МВР, може образованието, ќе продолжи образованието. Таму каде што треба да се вклучи здравството, социјалната сфера, правосудните органи, медиумите, семејството да не го забораваме. Сите тие сочинуваат еден круг, еден триаголник, кој што во центарот го има детето. И тоа не значи дека ние треба да зборуваме за детето.
детето да ни каже што му треба. И токму тоа е партиципативноста. Во таа насока ги гледам промените на локално ниво. Како? Преку вклучување на децата и информирање на децата. Она што недостига, што го покажува нашата пракса како институција народни правобранители, дека децата не се информирани за постоењето на вакви совети, онакви комисии, кои што работат во нивен интерес. Секоја чест исклучоците, може би има и општини кои што ги вклучуваат децата, но во најголемиот број децата се на страна. Вчера имавме посета од училишта од Средно, од Велес. Ученици од 2 и 3 година зборувавме за правата, за обврските, зборувавме за конвенцијата, зборувавме за предизвиците во остварувањето на правата и стигнавме до прашањето. Каде сте вклучени? Како сте вклучени? Никако. Се изборивме во Законот за основно образование да пометнем ученичкото организирање едно од формите на учество да биде ученички правобранител. Не случајно. Тоа што може детето да го направи како промена во врсничката едукација, не го може возрастот. Уште помалку институција. Ние така ги воспитуваме децата, за жал, што тие имаат алергија на институции. Алергични се кога ќе видат или кога ќе слушнат дека денеска ќе имаат посета од представници од МВР, представници од народни правобранители. Меѓутоа, кога представниците од народни правобранители и МВР во своите презентации ќе присуствуваат и ќе вклучуваат деца и ќе ги кажат работите од аспект на правото на детето, работите кои имат. И токму затоа и локалните самоуправи треба да практикуваат такво нешто. Она што треба да го променат, според мене, како предлог е во овие совети што постојат, совети за детско престапништво, совети комисии за образование, комисии за социјала, комисии за здравство и така натаму, да формираат тело, комисија, каде што ќе активно ќе партиципираат децата, каде што ќе има активно учество на семејството, да ги прашуваме граѓаните не само за промена на детални урбанистички планови. Затоа што ако го гледате членот 22, ако не се лажам од Законот за локална самоуправа, за дело за надлежностите на општината, почнуваат со урбанизам и граѓа. И таму имате еден куп други надлежности, каде што меѓу другото со процесот на децентрализација се најбитните поврзани со децата. Образованието, здравството, социјалната заштита, безбедноста на децата, активноста на децата, градењето на децата во вистински линии. Формирајте ги овие комисии, овие тела. Дајте им ги потребните човечки и материјални ресурси. Отворете ги вратите за учество на децата од училиштата. Учеството на децата уште од најмала возраст. Едуцирајте ги децата во градинките дека институциите не се зло. Институциите се пријателски настроени како што сакаме да ги правиме локалните самоуправи. Едуцирајте ги учениците дека слободно може да го изнесат својот глас, своето мислење и како возрастни посветувајте им внимание на тоа мислење. Па дури и да не е во рамките на правилното, посочете им на начин на кој што најдобро ќе може без да ги навредите и повредите, да го потикнете потенцијалот да бидат уште поактивни. Искористете ги можностите што постојат кај овие млади луѓе, а ги има многу. Мене ме изненадува самата помисла што на влезот ги видов децата. Не го видов Драги со подадена рака, тој беше негде овде, дури не го ни поздравив, го поздравив после. Ме израдува податокот дека овие млади деца и днината која што многу често ја споменуваме, партиципираат во самата организација, партиципираат во начинот на водење и ни даваат збор и очекуваме утре, наместо ние, да седнат и да речат народниот правобранител треба да го промени ова и ова. Министерството за внатрешни работи, судството, здравството не соодветно за децата од аспект на ова и ова. Само така можеме да ги промениме работите. Ако им дадеме можност на децата да зборуваат, ако бидеме отворени на критиката, ако ја прифатиме критиката како добронамерна и многу важно, да креираме стратегии и политики кои што ќе бидат не документ на хартија, туку кои што ќе бидат документ кои што ќе произлезе од предлозите на децата, од предлозите на заедницата и за кои што со сите маки
со сите напори ќе се обидеме да обезбедиме потребни потенцијали, потребни средства за да заживеат во пракса, бидејќи само преку пракса промените може да бидат видливи. Се надевам дека следната средба која што меѓаш ќе организира во некоја друга општина, ќе ги видиме децата и ќе ги видиме стратегиите и плановите во пракса и на каков начин и нас ќе ни улесните во заштитата на правата на децата. Ви благодарам. Најдобар наставник на регионално, државно и интернационално ниво, а таа ќе ни зборува малку повеќе за организирањето на учениците и нивната улога во застапувањето на детските, односно младинските права. Повелете. Добар ден. Чисто задоволство има е да бидам дел од овој тим. Морам на почетокот да ви кажам, кога Вале ми се јави и кога ми кажа кој е организатор и дека меѓаш првата детска амбасада ќе биде, првично одбив, но потоа реков не. Бидејќи пред многу години, сега на господинот Драган и на господијата Бурна да им кажа, јас сум еден од, можеби меѓу првите волонтери, не знам, 94-та, 5-та, уште како студент на педагошкиот факултет. Браво. После толку години, това навистина не ми беше во план да го кажам, после толку години, повторно сум тука, одаленски наставник сум, повеќе од 23 години работно искуство. Многу ми падна драго господја Гурдан кога ми каже и се сеќава на мене, иако тогаш сум имала 21 година, а сега имам 48 поминале години многу. Но навистина ми е драго да бидам дел од тоа. После говорот на господјата Васка, јас ми кажала ќе зборувам за формите на ученичкото организирање што го кажа, но ќе зборувам како се имплементираат, ние законите сите ги знаеме, како се имплементираат во основното училиште. За да дојдам на овој настан, малку и истражувам, и се распрашувам. Знаете, лесно е да го прочитаме законот, лесно е да го прочитаме прирачникот, но како сето тоа ние, наставниците, бидејќи овде сум духовен наставник, тоа го имплементираме. Ете, тоа е толку многу важно. Кои се тие форми? Јас на почетокот, пред да почнам да зборувам и за формите, морам да ви кажам дека оделенски наставник со учениците од прво оделение, ние уште на самиот почеток имаме протестантните планови програми и запознаваме учениците и да ги немаме по почетокот со нивните права. И нормално, кога се прво, второ оделение, мораме да говориме, да се спуштиме на нивното ниво. Што велиме? Имате право на образование, право на здравствена заштита, на среќно детство, право на учење, така и велиме. Но секогаш велиме дека да, ама имате ученици и обврски. Која е вашата обврска? Образованието, да, проверената обврска и да напишете домашна задача. Ете така, со помалите ученици мораме така да разговараме, за да ги разберат своите права. Ништо нема да биде ако јас им кажам на учениците конвенција. Постои, да, ние им кажуваме, поголемите веќе знаат за човекови права, за право на децата, но ќе го знаат, знаете кога? Кога само тоа ќе го почувствуваат, кога ќе сватат што значи право на здрава животна средина. Ете, тогаш само ќе научат. Дека треба да одржуваме ученицата чиста, училишниот двор, дека ни треба здрав воздух нему да дишаме. Како сето тоа е пропишано, да кажа господјата Васка, е пропишано и кои се форми. Се постојат ученички заедници. Што е тоа ученичка заедница? Секоја паралелка си има своја ученичка заедница. Јас доаѓам од основното училиште Кирил Печинович, каде што имаме 32 ученички заедници, имаме многу ученици, преку 900 и нешто ученици. Како ги бираме? Секогаш потребно е на крајот на месец на септември, третата, четвртата недела, да одбираме председател во оделението. Многу е важно учениците тоа сами да прават. Значи, да знаат сами да изберат председател, разговарат. Но кој може да биде председател во оделението? Секогаш мора и некои карактеристики да кажеме позитивни, но ние не можеме на учениците да им кажеме, знаете, вака, така, но им велиме добро да се однесува ученикот, да биде добар ученик, нели некој, кој ќе биде председател? Тој што ќе го води оделението. Ако има некој проблем, па и да ни кажа, да умее да биде комуникативен. Некогаш се случува, нели, посрамежливи течња, па може би тие бидат и заменици, едноставно да ги влече. Со гласање треба да се избере, јас им велам, ајде, бирајте за кој мислите, немојте секој за другарчето. Оти ако гласаме секој за другарчето, нема да го направиме избор.
кој според вас ученици треба да биде за оваа година председател? Секоја учебна година го менува тој состав, значи имаме еден председател, заменик имаме и постојани повремени тела. Многу е важно на децата, посебно за нижната настава, ќе ви кажам, да бидат вклучени, да бидат мотивирани во тие тела во постојаните. Повремени тела исто постојат каде што може да разговараме за униформите, еве сега нешто што не беше актуелно на општината, што благодарностите ни дозволи да имаме униформи. А во постојаните тела еколошките акции, хуманитарните, и јас секогаш како наставник со моите години воведувам хигиена. Многу ми е важно да си имаме едно тело за одржување на хигиената во учениците. И многу, знаете колку децата кога ќе им се каже сето тоа, вие сте одговорни. Значи, водат, како да ви кажам сметка, не е ништо срамота, не е страшно. Треба од мали нозе да ги учиме да одржуваат хигиена. Значи, клупите треба да бидат уредни, не може да се така јас практикувам. Кога јадат, се знае, одговорните мора учениците и одратките да се приберат, бидејќи само така да јадеме на чисто, а не нели со книги. Сето тоа го работиме уште од прво оделение. Постојала ученичка заедница, постои друга форма, тоа е ученичкиот парламент. Кој е член? Во нашето училиште морам да ви кажам дека се учениците имплементирани уште од прво оделение, бидејќи сега будам пето, но точно памтам колешката Александра, кога ми се јавеше, ќе каже, имаме ученички парламент, Весна да дојдат учениците од вашиот актив на втори спрат, ученицата по македонски. Знаете колку учат? Кога се научат да се качате по скалите. Значи тоа е веќе на повисоко училиште. Како да се однесуваат до таму. Имаат средба со учениците од прво до девето оделение, каде што разговараат за проблемите во нашето училиште. Знам дека бираат председател, кој може се да биде председател. Било кој од учениците и во еден разговор колешката ми кажува, знаеш ли што, и малите се пријавуваат многу за да бидат председатели, иако може би не ја разбираат функцијата на председател. Но за да биде председател, потребно да има и мотивацијско писмо. И да се представи, знаете, пред учениците и се избира председател на ученичкиот парламент, обично се тоа ученици од 7-8 оделение, знаете оделените, кои што според законот, правилникот, даваат и превози за изработка на екскурзиите. Преку ученичкиот парламент и од други училишта знам, значи различно, во многу училишта различно функционира, морам да ви кажам, се организираат различни хуманитарни акции. Значи, ние не можеме на децата да им кажеме активност, активизам, училишен активизам. Не, тие не разбираат што не треба да им објасниме дека треба хуманитарна акција. Знам во некои училишта, каде што преку овој училишен парламент посетија фабриката во Чили, беа во Виница. Ето, тук имаме случајни представници. Посета прават на председател. Посета, еве се добра идеја и предтековно со градоначалникот. Па сега ќе им давам од септември народниот правобранител да го посетат, еве секое искуство, значи во моментот се раѓаат идеите. Ви кажа, хуманитарни, еколошки акции, каде што се сите тие носители. И што е задачата важно? Кога таму ќе се разговара, тој што е представник, да дојде во нашето оделение и да ни каже. Јас ви прашувам, што разговаравте, председателката ми се вика, Јована, што ви каже наставничката? Тоа е многу важно. Да се каже, да се пренесе информацијата. Понатаму знам дека се презентираат различни проекти, им се презентираат, активности се прават во зависност, например, месецот на книгата, 23 април, ден на речениот јазик, месецот во февруари. Знам дека имаше активности за Бајрам, правеа учениците и за Велик. И се организираше исто и великденски хепинг. Секој ученички парламент има своја програма, така дека нашето училиште, знаме другите училишта, која што е дел од годишната програма, која што се гласа на советот на општината. Понатаму потребно е да се направат извештаи за работата и тој извештај го даваме на крајот на учебната година, значи како што даваме по сите активности и ученичкиот парламент, ученичката заедница, одговорната мора да даде што се е тоа сработено и сите тие активности потребно е да бидат заставени на
веб страната на училиштето, која што треба да ја води еден од представниците на тој училишен парламент. Една вистина ќе ви кажам дека во училиштето имаше и представник во училишниот парламент, бев кандидат за директор, иако не стана, каде што ученик беше на тоа интервју, мислам. Значи тоа е добро, бидејќи учениците беа таму каде што се водеше интервјуто со сите што бевме кандидати за директор. Да, тоа беше навистина застапено и морам да го истакнам. Понатаму за ученичкиот правобранител, ученик правобранител, нешто што е поново така сега, така што го споруваме сега, јас да ги читам задачите, опрските, кои мислам нема зошто, тој треба да се грижи за правата и опрските на сите ученици. Потребно е да постои сандаче, тој всушност треба да биде главната алка, или просто кажем врска меѓу педагошката служба, педагозите, психолозите и учениците. Доколку имаме незадоволство, треба тој ученички правобранител да оди на разговор со стручната служба и секако да се надминат сите тие несогласности. Се избира на 2 години и обично се ученици од 7, 8 и 9 одделение, кои го избира, значи постојат правила, постојат прописи како ќе се избере стручната служба, потребно е да го направи тој процес на избор, каде што учениците со заокружување на предложените имена, исто така со мотивацијско писмо, ќе го одберат. Тој што е ученички правобранител, исто така има за задача да биде дел од тој ученички парламент и да присуствува на сите состаноци. На крај ќе завршам дека мислам за овој дел точно треба уште повеќе да поработиме, затоа што, знаете, не може на учениците никогаш треба да имаат храброст, но и доверба во нас наставниците, со тоа што ќе се пожали. Треба да го надминеме тој проблем, а не ние некако да ги најдеме ни вино. Тоа е еден шекор, почитувани, што нас можеби ни треба уште време и можеби со ваква конференција, ваква едукација, со поголеми соработки, ќе треба време, но со упорност мислам дека сите овие работи ќе се надминат. Ученичкиот правобранител, како што кажавте вие, господин Раска, ќе го достигне тоа ниво не само законски, ами вистински да се постигнат целите. Ви благодарам. Почитувани ми е представа огромна чест за тоа се да дел од оваа програма. Најпред бих сакала да се представам, јас сум Теја Стојановска, ученичка во 2 година во средното економско правно училиште Васил Андерсен. Како главна инспирација и мотивација за да го одбарам оваа тема ми беше силната желба да предизвикаме позитивни промени во општеството. Денес стојам пред вас за да се осврнам на критичкото прашање што ги засега не само нашите журници, туку и самата структура на нашето општество, тоа е врсничкото наследство. Ова форма на агресија кај младите не само што може да предизвика физичка штета, туку може да предизвика и емоционални близни, кои може да траат цел живот. Врсничкото наследство не е нов феномен, но неговото влијание и распространетост се станува дели се по-алармантни во последниве години. Без разлика дали се работи за физички напади, вербална злоупотреба или сајберно третирање, насилството меѓу врсниците се повеќе зачесто. Сепак, сред оваа мрачна реалност постои надеж. Моќта на младите да изврши позитивни промени. Ние младите поседуваме единствена перспектива и енергија што може да се искористи директно за да се реши овој начин. Младите луѓе мора да се едуцираат. Мора да се едуцираат за различните форми на насилството, неговите последици и најважно се како да се справат со истото. Училиштата, заедниците и семејствата играат клучна улога во обезбедувањето на образование и негувањето на средина која што е полна со емпатија и разбирање. Свесни сме дека честопати насилството останува непријавено поради чувство на страх или чувство на немој. Меѓутоа, сметам дека младината може да го прекине овој циклус со тоа што ќе застанат во одбрана на своите врсници, ќе им подадат поддршка и ќе интервенираат кога тоа има потребно. Кога станува збор за насилството, без разлика дали е физичко или вербално,
Неспорно е дека мораме да говориме за навремена и соодветна реакција на истото. Под навремена реакција мислам на реакција која што се случува во моментот додека се случува насилството. Сведок сум дека постојат многу млади луѓе кои што избегнуваат да им се спротивстават на насилници. Некои сметаат дека ако замижат над проблемот и го игнорираат, насилството ќе заврши и насилството ќе премине на граници. Дел тоа го избегнуваат затоа што немаат емпатија, немаат почит кон своите врсници, а под навремена реакција, мислам на реакција, под соодветна реакција, мислам на реакција која ќе води со плод и ќе го стопира насилството. Веднаш одека би истакнала дека не е во ред додека се случува некој врсничко насилство, младите да снимаат со мобилни телефони и истото да го постираат на социјалните мрежи. Бидејќи социјалните мрежи треба да ни бидат позитивна алатка, а не место за ширење на омраза меѓу нас. Не е во ред никога со истражување да инспирираат меѓу насилникот да продолжи со тоа што го прави и да мисли дека тоа е центар на внимание. Несоодветна реакција е исто така ако на жртвата се каже дека самата е виновна за тоа и дека самата си го барала. Грешка е кога не се пријавува насилството и кога тоа се дозволува да остане скриено од очите на оние кои имаат надлежност да се справат со тоа. Поразително е кога семејството, институциите затајуваат, не постапуваат соодветно и не превземаат мерки. Важна компонента исто така е вклучувањето на родителите и семејството. Родителите треба да бидат свесни за знаците на насилството и да разговараат со своите деца за важноста на емпатијата и почитот. Те треба да ги охрабруваат своите деца да зборуваат за своите искуства, да зборуваат за своите емоции и да им дадат поддршка кога тоа им е најпотребно. Да не забораваме дека врсничкото насилство има долгорочни последици не само за жртвите, туку за насилниците, а и за целото општество во цели. Општеството губи кога младите луѓе не можат да го достигнат својот целосен потенцијал поради траумите од насилството. Затоа мораме да работиме заедно за да создадеме општество каде што насилството нема да има место. Ние младите, вие родителите и сите наставници, мораме да се обединиме во оваа борба. Секој еден од нас има улога во создавањето на безбедна средина за сите млади луѓе. Заедно да ги поттикнеме нашите млади да застанат, да зборуваат, да изградиме свет во кој секој млад човек ќе се чувствува ценато, безбедно и почитувано. Бидејќи времето е безценето, а животот на младите не е неповторлив, ајде сите заедно да се вклучиме во борба против врсничкото насилство, бидејќи жртвите чекаат помош од посилните, похрабрите и помоќните. А и денес верувам дека додека ние овде дебатираме, некој некаде е жртва на физичко насилство. Затоа за крај, во моја името на сите млади луѓе ви велам, ајде сите активно да се вклучиме во справувањето со врсничкото насилство. Затоа ја поканувам во моментов да одржи еден краток говор и обраќање околу превенцијата, стравот, мислењето и злото кое што може да ни се нанесе по овие негативни последици кои што ни ги објасните. Повелете. Добар ден на сите, ви благодарам многу на организаторите за учеството. И со Јована се знаеме уште од прва година, меѓутоа не сме нити комши, нити роднини, нити пријатели. Се знаеме од реализација на активности во делот на мојот делокруг на работа. Работам во Одделението за превенција во сектор за внатрешни работи Скопје, како тесна специјалност ми е превенцијата во делот на јавниот ред и мир, меѓутоа исто така и комуникација со заедницата. И ова денешно присуство, овој денешен настан го потврдува тоа дека да, Одделението за превенција за овие 13 години успеало да се вклучи не само на хартија, не само декларативно во делот на комуникација со заедницата,
туку и на дело да работи и да функционира точно како што е пропишано согласно законска регулатива. Мотото на нашето одделение овие 13 години било 4К. Но не е тоа заради тоа што јас се викам Катерина, туку заради тоа што содржината на овие 4 зборови се комуникација, координација, континуитет и на крај квалитет. Што сакам да кажем со тоа? Најважно за сите нас е да имаме комуникација. Нашиот триаголник и поставување на целите и задачите се полиција, локална самоуправа и граѓаните. Тоа го постигнавме со годините. Зошто? Затоа што кога дојдев на овој настан, практично не затоа што бев, како што кажа Јована, облечена во униформа, туку затоа што работата и годините поминати во реализација на активности не прават како одделение многу препознатливи. И не само на ниво на соработници, туку и на ниво на пријателство. Тоа е во делот на комуникацијата, координација и континуитет се многу битни работи за реализација на безброј активности помеѓу Министерството на внатрешни работи, помеѓу локалната самоуправа, меѓутоа и невладиниот сектор. Зошто зборувам и за невладиниот сектор? Затоа што годините на нас преку многу обуки направивме и да ние како припадници на Министерството за внатрешни работи се надградиме, направиме надграда на нашите капацитети, се со цел да бидеме успешни и квалитетни при реализација на активностите. Сите знаеме дека не е само предизвикот во тоа да отидеме и да изреализираме нешто, без при тоа да бидеме подготвени и да го дадеме максимумот за тоа што го правиме. Квалитетот доаѓа со континуитетот. Доколку ние направивме рамка, ние реализираме една активност која што е специфична за основните училишта, односно проект насловен како безбедност во училиштата. Го реализираме долги години поред. Меѓутоа, во делот на насилството обработуваме 4 теми кои што се многу битни за безбедноста на учениците, односно за целокупната безбедност, и секако дека согласно устав и закон ние сме обврзани како полициски службеници за почеток да зборуваме за детските права. И таа ни е првата тема и многу често знам да ги прашам учениците: деца, што мислите? Зошто полицајецот доаѓа тука? И најпрве разговараме за темата детските права. Но исто така зборуваме и за обврските кои што тука сите ние учеснички денес ги спомнавме. Зборуваме и за детските права, и за обврските. Темата која сите нас не загрижува е насилството, и ја слушаме за меѓуврсничкото насилство, ја третираме долги години. Но овој говор кој што го слушнавме сега од ученичката ни покажува дека ние практично не сме ја постигнале целта и не смееме никако да заборавиме дека мора да продолжиме. Поразително ќе биде ако уште 13 години не продолжиме со таа наша активност заедничка и не бидеме квалитетни и немаме континуитет. Јас имам уште 3 години до пенсија. Меѓутоа, се надевам дека моето министерство за овие 3 години ќе ми овозможи да можам моето искуство да го пренесам на младите колеги, затоа што знаеме сите, теоријата може да се прочита и од книга, меѓутоа искуството дефинитивно треба да се пренесува од повозрастните и поискусните кон помладите. Се надевам дека тоа ќе биде овозможено од страна на нашето министерство. Исто така, се надевам дека во борбата против врсничкото насилство сите ќе бидеме многу повеќе вклучени да реализираме проекти. Меѓутоа, од искуство морам да кажам, одредени локални самоуправи, дефинитивно факт е дека јас сум член на локалниот совет за превенција и кисела вода и ние тука функционираме безпрекорно.
Истата безпреходна функционалност и со невладиниот сектор со првата амбасада, детска амбасада меѓаше. Но имаме и локални заедници, имаме и училишта, каде што на вистина проектот не се сваќа сериозно и единствено се чувствуваме како ние со сила да ги тераме училиштата за реализација на овие проектни активности. И што би било најдобро? Како за крај, зборуваме сите за Совет за превенција на детското престапништво, кој што функционира во склоп на сите општини. Затоа што, ако локалниот Совет за превенција не е морална обврска да постои, овој совет е со обврска, значи со законска обврска да постои. Членство во една општина и на тој совет. Но искуството е веќе го кажам отворено, не мора да се каже општината. Постои рамката како совет, но не постои содржина. Се додека ние сите заеднички се подпираме само на рамката, но не и на содржина. Ние се уште ќе зборуваме за проблемот со врасничкото наследство и сите други безбедностни проблеми кои што се однесуваат на младите. Доколку во овој совет успееме сите заеднички да внесеме програма, односно содржина покрај рамката и сите ревносно да работиме на тоа, да ги изреализираме барем минимумот од дадените наши задачи, делејќи ја одговорноста и сите заеднички работејќи, верувајте дека следната наша конференција од учениците и од младите нема да слушаме дека се уште постои и за жал е во пораст врсничкото наследство, сите видови на наследство. Тогаш се сомневам, односно ветувам, дека ќе биде секако со помали бројки. Ви благодарам. Добар ден на сите присутни. Благодарам за поканата на амбасадата за деца Медјаши и до општина Кисела Вода, која што се покажа единствена општина. Јас во повеќе општини сум член на советите, кои што до сега не покажале никаква активност. Општината која што навистина се секира за своите жители, поготово за децата, кои што не се едни носители на животот во оваа општина. И би сакала пред се да се осврнам, да не сега додиме оперативно да читаме дека имаме, сите си кажаме во својот дел што имаме. Пред се сакам да се осврнам на овие фотографии тука што видите. Толку беа убави, покажани децата во сите активности, со се што се занимаваат во школата, но освен тоа, вака, бидејќи сте сите присутни од областите каде што работиме со децата, случувајќи поминија Скопје за деца во Кривично суд во Скопје, ке мене ваѓа след кога сите институции си го завршило, односно не го завршило своето. Овие деца никој не се запрашал, никој не се запрашале, но не во овој процент. Стално имаме сторители. Некој процент кој што е статистички. Тие деца си прават престапи, но за тие прекрасница, за тие настапи, за тие активности, ние треба да се запрашаме што стои во главата на тие деца, во мислите, во душите. Тоа се деца што дел од нив имаат проблеми. Треба на време да се препознаат мали деца, и тоа одговорноста на децата. А 14 години кога што правно одговара, ние треба да ги препознаеме нивните проблеми и колку можеме да реагираме навремено, за да не ни се претворат во видни сторители, прекршители на закон и сторители на кривични дела. Поготово дека се зборува за детско престапништво, насилството изразено, но освен кривично дело, насилство и прекршоците да не зборувам, децата се сторители на сериозни кривични дела. На сериозни дела не можете да замислите на кој се дело, затоа што пред судот заедја дела кои што се сериозни, над 3 до 5 години затвор да се полнолетни, веќе тие би биле и построго санкционирани, нели имаме ние цела скала на напезани санкции, кои што се применува согласно делото, сторителот и така натака, критериумите тие сега не се битни. Значи, многу е важно да се препознае детето со своите проблеми,
пред се родителите, училиштето, многу ми е битен мене и Центарот за социјални работи, не знам дали тука има представник, е прекрасно, значи Центарот толку се влагаат во својата работа и се, но верувам дека имаат и одни кадровски проблеми како секаде што имаме, значи Центарот е многу важен. И децата да таму и на разговор, и на соучување, и мерките ги извршуваат. Значи треба и поголема екипираност секаде. Да го препознаеме детето со своите проблеми, да не ги отргнуваме тие деца, другачињата ги отсловаат. Тие деца знаат дека како и си го манифестираат своето однесување во училиштето. Еве ги слушаме и колку пати на другите учителки, да и како да не јас со него ќе губам време. Не мораме ети часот, ма не може. А што треба да треба? Разбирате? Сите ги отворат, ајде тргнувам. Зашто? Зашто дома има проблеми. И сето тоа се рефлектира. Вие не знаете какви проблеми, какви се деца најдат, претежно дома што имаат проблеми. Делата се вршат, како што се вели народно, од без. Да, имаме така, многу малци. Многу малци. Значи децата што се прекршители на законот имаат проблеми. Колку порано го детектираме и вие и ние сите заедно, толку помалку ќе се сторува дел. Значи вие не знаете колку мали деца. По 14 години представници од Центарот знаат, таму се изрекуваат и мерки на помош и заштита, но остарите деца, веќе имаме и деца ние што тоа се крајни случаи, знаете, одбранителки со деца или во притвори, или во затвори. Еве денеска 4 деца ги носат во воспитно-поправен дом со сериозни дела, значи ги поминаме сите инстанции каде што веќе не може да се реагира. Значи дајте да се намали со залагање на сите нас. А верувам дека така. Тоа се и деца без родителска грижа, сместени установи, но деца оставени од мали нозе без родителска грижа. Значи тоа се сега да не правиме анализа, но колку повеќе моје мислење, колку повеќе се прифатат во заедницата, колку повеќе пружиме помош тие деца, дека нема да стасаат до крајните инстанции. Значи дајте во тој дел, не хубаво се фино сите си играт, а таму има деца што не име до ништо. Како да го натераме него да игри, да пее, не знам што да прави, кога дома нема да јаде, кога секој ден го типаат, се типаат дома, се кола, се десат, се бива, вие не знаете што се има. Вие не знаете што се има. И кога ќе дојде во случај, што ќе му прав, викам дали тебе да те плачам, дали тој што отиш од друга, кога да ве плачам. Значи судот проба. Јас ја прежемам могата и на родители, на старател, на не знам тоа све не, да разговарам, да им објаснам, да им укажам, поготово што тие се случуваат претежно со парични средства немање, пробам да им објаснам дека не мора да взимаш ти ништо пари за да нешто се занимаваш. Еве ти го ќе одшетај, качи се на карта, земи читай книга, која книга ја прочита? Жената на Клементина. 16 години последна ја прочитала литература, жената Значи деца што се неписмени, имате деца што се неписмени на возраст од 16 години, деца неписмени, не оделе прво оделение. Зошто? Средно образование е задолжително. Кој во системот дозволи? Кој во системот не си ја преземал својата улога? Што тие деца и родителите знаеме дека има казневи одредби, каде што мора да одат децата во училиште. Кој дозволи? Ние доскоро, јас сум 30 и ще не знам колку години правосудството, 100 години. Значи сме имале пријави за родители така. Не во смисла да го санкционира, значи да му стои таа закана со казна. Дека детето мора да оди во училиште. Вие не знаете колку деца има дојде пред мене не пи какво бе неписмено. 15-16 години. Значи тука повеќе аспекти во системот треба да се... Не знам кој не им поднесува тие. Значи друго е, ти кој ќе му поднесеш, па ќе дојде родителот, па се секира, веќе поднесо поведно. Значи стално да постои тоа за претување со казна. Не мора да се казни, може опомена, не е битна формата на крај која. Неписмени. Луѓе на Марсот. На Марс има, значи, на Марс има станици мобилни веќе, на месечината има тендери распишано, оно не знае да се подпише кај. На Шуличко. Значи
Значи никој не поднал, не повел грижа за тие деца, па имаме ние таму податоци од родени, од матичните книги, каде што треба да се види општините, каде што треба да знаат зашто ги било деца в школа. Значи бројот на родините треба да се спореди со бројот на запишаните, кој не поднал. Некој не поднал, не повел грижа. Значи страшно, и од тој дел произлегува веќе исто така процент на деца што ќе дека понатаки дали возрастните не станат. Целата поинта, смислата е децата, колку помалку не се инкриминирани, толку имаме поздраво општество. Вие не знаете какви свет дела се вршат. Какви свет дела ќе се зачудите. Толку мали деца, сторителите процентуално не се ништо, ова насилството се повеќе ние го поден, бројот на делата што ги имаме се исти, значи населението, децата се селат си одат со родителите, а бројот на кривичните дела, бројот на предметите, ние тој, значи расте бројот на сторители. За среќа, повторници се малца, повторници се, стално имаме на група деца и стално излага. 2004, 2005, 2006, 2007, сега 2008 имаме сторители и стално имаме на група деца што тие се тие, јадрото на носење и после ние, како викаме, ни преоѓат до полнолетни. Па си продолжува таму. Непоправливи. Ништо не може да председете. Непоправливи. И ке дојде во судот, значи судот има посебен однос према тие деца. Не судиме во толги, значи имаме по-неформален дел, па не мора да седи, да се појави пред нас. Седни каде сакаш, со татко, со родител. Постапката, значи завршува со едно сослушување, не одиме понатака, како што вели законот, нели? Да не се инкриминира детето. Значи, сите мерки ги преузема судот, за да имаме однос, како што вели закон, со јазик се обраќаме детето да не разбере, значи не одна строго формален, по-неформален однос во зависност од возрастот спрема него, така и пробаме со нив да разговараме, така и во многу случаи успеала децата и да си да се преведат на крај јаслугата, на се што се промашува, па ќе дојде, па ќе го пофала, па детето ми дојде спастрено, средено, почнало да учи да работи. Значи сите ние, кога јас успевам во последниот дел од постапката, како единствен судија во Кралскопје, нема друг, само јас сум, го успевам ја да посветам време и внимание на тоа дете, значи сите ќе успееме. Сите ќе успееме. И они се толку среќни и радосни и децата доаѓа мотивирано. Значи мораме мотивирачки говор со тие деца. Мораме да ги посочим. Немаат со кого да разговарат. Мора. Значи овдека во образовниот процес е супер, си учат, си работат, фала Богу да не се сите деца. Но, на процент. Што јас лично сметнам дека ако се посвети поголемо внимание, тој процент да го намали. Да се превенира. Знаете одбранието. Значи да се превенира. Тоа е во тој дел, да не сам повеќе да не ви. Само сакам да укажам, значи колку можеме сите да се занимаваме со тие